Почитувани, СДСМ е сериозно загрижен за инцидентите што се предизвикани од несериозниот однос на коалиционите партнери во власта, а се во врска со незаконските преименувања на училиштата во Чаев. Дополнително сме загрижени што власта повторно се однесува како ништо не се случува и не презема мерки да се превенираат меѓуетничките тепачки помеѓу децата. Медиумите во неколку наврати потврдија дека ученици македонци биле физички натепани од соученици албанци, кои насилно ги терале да го извикуваат името на Хасан Приштина наместо Цветан Димов. Инцидентот толку ги исплашил и учениците и родителите, што тие исплашени за мирот и спокојство на децата него ни пријавуваат настанот во полиција. И тоа полицијата едва чекала да го слушне. И иако наочиле на пошироката јавност инцидентот се случил, тие немаат никаква службена белешка, ниту преземаат некои активности за воидни на ваквиот инцидент и ваквите инциденти да не се повторат. Самиот факт што родителите се плашеле да пријават е срам и пораз на Министерството за внатрешни работи, кое со тоа признава дека не може да им пружи заштита на луѓето и тие не се чувствуваат безбедни, туку напротив се чувствуваат уплашени. Ваквите инциденти стануваат, за жал, редовна практика на владењето на ДУИ и ВМРО-ДПМН. Инцидентите во континуитет се производ на неразумното водење политика на меѓусебно и наетење на коалиционите партнери во власта. Така беше и со случувањата и тепачките на Калето, со инцидентите и тепачките по автобусите, а нивното и наетење и играње со националните чувства на граѓаните сега го префрлија и на училиштата, злоупотребувајќи ги децата во нивната најподла игра. ДУИ и ВМРО-ДПМН се подготвени се да стават на коцка и да го внесаат целиот меѓуетнички соживот во нивните партиски наетења. Тие се подготвени целосно да ги девалвираат и неспособат институциите кои го одржуваат редот и мирот и со тоа да ја втурна земјата во нова авантура. Само затоа што сметаат дека со тие потези им се додворуваат секој на собственото гласачко тело. Го повикува Министерството за внатрешни работи да престане да го крие инцидентот и да престане да се правда дека нема официјална потврда. Тогаш зошто би служела полицијата и истражните органи? Како медиумите може да истражуваат, да дознаваат, да обелоденуваат во јавноста, а безбедносните институции се откажале, бидејќи родителите не сакале да пријават? Зарем е доволен фактор што родителите се плашат да пријават, за полицијата се откаже од истрагата? Од друга страна, министерот за образование Панче Кралев е во уште потрагична ситуација. Тој е целосно контрадикторен кога повикува на смиреност и намалување на тензиите, а потврдува дека нема информација за инцидентот. Тој повторно не гледа дека пред очи му ги тепаат учениците, затоа што некој незаконски ги преименувал училиштата во Чаев, а се правда со фактот што не добил известување од МВР. Префрлувањето на одговорноста од едно министерство на друго стана вообичаен начин со кој власта ја прикрива вистината и манипулира со јавноста. Во моментов имаме две апсурдни ситуации. Прво, министерката Јанкуловска, според незината изјава, се уште чека потврда од Панче Кралев и Министерството за образование дека во училиштата во општина Чаев незаконски се поставени табли со нови имиња и според незе тоа е доволен факт МВР да се преправа дека нема прекршување на законот. Во исто време министерот Кралев чека потврда од Гордана Јанкуловска и МВР дека во училиштето Цветан Димов се случуваат инциденти и тепачки меѓу ученици од меѓуетничка природа и тоа што таква потврда нема е доволен доказ за него дека инцидент во училиштето воопшто немало. Ја повикуваме уште еднаш владеачката коалиција ВМРО-ДПМН и ДУИ да не ги разгоруваат меѓуетничките односи, особено не злоупотребувајќи ги децата во тие намери. Се играте со најчувствителните прашања на безбедноста на граѓаните, влошувајќи ги овие меѓуетнички односи. Може би во моментов ви делува дека инцидентите ви се под контрола, но ризикувате повторно да ја втурнете Македонија во нова авантура, во која ни самите нема да знаете што да правите.